Убав сончев ден е денеска, велат македонските полицајци на македонско-грчката граница, но нивниот коментар не се однесува толку за временската прогноза, туку за тоа што денеска нема тензии на границата. Ситуацијата на македонско-грчката граница е мирна, а се пропуштаат мали групи на бегалци. Македонските полицајци не сакаат јавно да зборуваат или во камера, но во неформален разговор велат тензии никогаш не знаеме кога ќе има. Може во било кое време да се случат. Ние сме тука да ја обезбедуваме границата и да спречиме евентуално насилно однесување на бегалците. Велат дека сега процедурите се побавни за разлика од порано, но затоа сега потемелно се проверуваат бегалците. Кога ќе ги прашате за условите во кои тие работат, велат за тоа не можат да зборуваат, освен дека по 12 часови дневно поминуваат на границата и оти секој си има своја задача. Припадниците на македонската гранична полиција се оние кои се задолжени за пропуштање на бегалците од грчката страна на македонска територија во соработка со нивните колеги од странство. Кога го прашавме словеничкиот полицаец кој делуваше како одговорен за спроведување на процесот, ми рече немам време сега да зборувам, бидејќи гледате имаме работа. За подоцна воопшто да не им дозволи пристап на новинарите до местото каде се пропуштаат бегалците. Рече доволно е снимање за денеска. Во тој момент на границата пристигна едно семејство од Иран, како што дознавме. Македонските полицајци ни кажаа дека тие биле вратени од Словенија и оти сега ќе мора да бидат вратени повторно во Грција од истиот премин каде што се пропуштаат останатите бегалци, додека оние кои влегоа чекаат документи од полицијата и помош за да го продолжат својот пат до прифатниот камп Вино Југ. На патот до прифатниот камп сретнавме и припадници на словачката полиција, кои само кратко рекоа дека заедно со македонската полиција вршат патрола и помагаат во прифатниот камп. По пат може да се забележат и припадници на македонската војска кои беа порасположени за разговор. Тие поставуваа нова ограда која ќе води токму до прифатниот камп. Ни кажаа дека се инженери и дека остануваат по една недела во Гевгелија и потоа се менуваат и се враќаат за Скопје на неколку дена. Токму денеска можеше да се забележи смената на припадниците на македонските безбедносни сили. Едните си одеа, додека другите пристигнуваа со автобус или џип. Еден од инженерите во македонската армија ни кажа дека се сместени во објект на Млац Богданци, каде ги враќаат на паузи за ручек и вечера. Не се жалат и велат добро е, а за тоа какви обврски ќе имаат во текот на денот, се договараат наутро со нивните командири. Најнерасположени за разговор беа полицајците од Австрија.